Минатата недела имавме гостин од Европската федерација за мотоциклизам и кога ги погледна условите кои што ги имаме, очекуваме следната година да организираме источно европско, според нивните разговори доколку нешто се направи околу инфраструктурата, некаде 2020 година да имаме европско првенство, тоа е второ во ранг во светот. И се надевам дека ќе најдеме сили и сите наши соработници ќе ни помогнат тоа да го направиме, бидејќи тоа на Балканот не се случува. Што е потребно? Потребна е мала инвестиција околу инфраструктурата, некој кампинг простор, да се донесе електрична енергија и многу малку во однос на она што би го добил Прилеп, бидејќи следниот чекор е светско првенство и тоа би било Гранд Прикс Македонија. Сепак, до тогаш треба многу работа, многу труд и многу ангажман. Се надевам дека сите помагачи на овој спорт ќе бидат заинтересирани да почне тоа да се организира во Македонија, бидејќи, како што спомнав, ќе биде единствено на Балканот и малку пошироко од овие граници, бидејќи не се организираат такви надпревари баш секаде. Има доволно за да се одржи одличен финиш шампионат. Стазата е добра, може уште малку подобра, али условите се такви моментално, значи нема заврнато, значи не е важна стазата, ветер многу. Моментално работите се подобруваат, ми се допаѓа тоа дека веќе претходните години значи трките почнува многу покасно, дури во веќе кога заладува. Сега почнаа веќе со време, значи цивилен календар и се е супер, така да задоволни сме од годинава. Очекуваме се да биде во најдобар ред. За да биде поуспешен и понапреден мотокросот мора да се одржават стази, да се прават се повеќе стази, да имаме трки, да одиме на трки, за сето тоа да придонесеме за мотокросот во Македонија. Моментално состојбата каква е? Лоша. Лоша е, ова минатата сезона немаше трки, тоа многу не врати, една светлосна година не врати назад. Ова година ова е прва трка и се надевам дека ќе трни на подобро. Не е лошо, ова е мотокрос, ипак не е балет. Може подобро, но зема временските услови супер. Каква е состојбата со мотокросот во Македонија, кој ќе споредиме со соседните држави, со европските земји? Па на многу пониско ниво е. Фалат многу трки кај нас, можеби спонзори и инаку има многу деца, многу мотори што се повеќе од вољни, да кажеме, за да возат. Настапувам во најсилната класа MX7. Овдека на оваа стаза настапувам четврти пат. Условите се добри за кај нас во Македонија, за разлика од другите држави. Возачите се добри, има добри возачи, силни, конкуренцијата ќе биде добра. Значи стазата е добра, средена, не очекувам некој резултат, почетник сум, возам само една година и тоа ќе видиме. Колку мотокросот е развиен во спорт во Македонија? Па не е баш. Мислам дека не е доволно развиен. Што недостасува? Недостасува повеќе стази и повеќе возачи. На Прилеп секој ќе дава поддршка на сите спортови, така и на овој спорт, затоа што тоа го поттикнува спортот, спортистите во градот и туризмот во Прилеп.